Почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. СДСМ ги злоупотребува институциите за партиски цели. Во последните година дена, откако почнав да ги обелоденувам катастрофалните политики на СДСМ во земјоделството, станав трн во око на фамилијата Заеви и нивниот пуден Љупчо Николовски. Првен ми избркаа од работа, откако видоа дека не можат да ме запрат, почнаа да бараат начин трајно да ме замолчат. На неколку наврати ми беа испраќани провокатори кои сакаат да предизвикаат физичка пресметка. Не подлегнав. Во последните месеци засилено работеа на изнаоѓање на начин како да ми измислат и натоварат дела и да ми подигнат лажно обвинение, како наместо по комитети би ме влечкале по судови. Моментално по веќе подолго време во фиока во Министерството за внатрешни работи стои изготвена фингирана кривична пријава против мене, без основа и аргументи. Овие информации дојдаа до нас од страна на свиркачи, кои се загрижени во кој правец се движи државата. Институциите целосно се ставени во функција на фамилијата Заеви. Правната држава не постои се додека Зоран Заев и фамилијата е на власт. Заев го претвори животот на македонецот во пекол. Дури и затворот е поблага форма на измачување од пеколот кој Заев им го приредува на македонските граѓани секој ден. Почитувани, попусти се сите обиди за заплашување, сите уцени и закани. И 100 кривични да ми поднесете и што и да се обидете да ми направите, нема да ме замолчите. Јас останувам рамо до рамо со земјоделците. Ке се борам за нивните права. Ке се борам за напатениот македонски земјоделец. Упатувам порака до сите оние кои што учествувале во изготвување и процесуирање на фингираната кривична пријава, како против мене, така и против други политички неистомисленици на СДСМ, дека времето на безредие поминува. Доаѓа 12 април. По 12 април доаѓа обнова. Обнова на правната држава пред се. Тогаш секој еден кој што се огрешил пред законот, злоупотребувал институции и на сметка на политичката позиција, шиканирал луѓе, ќе мора да сноси одговорност. Ви благодарам на вниманието.